Почитувам председател со комисијата, Дими Велков. Почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитуван народ македонски. Пред нас е разгледување на предложениот нов статус на регулаторната комисија за енергетика, водени услуги и услуги за управување со комунален отпад во Република Македонија, односно ова треба да биде условно новиот наслов на оваа регулаторна комисија, затоа што во суштина имаме усогласување на повеќе закони и нови надлежности на самата регулаторна комисија. Тука е пред се допуната на Законот за енергетика, Законот за управување со водени услуги, Законот за утврдување на цени на водени услуги, Законот за отпад, Законот за утврдување на цени на комунални отпади и така натаму. Видовме од текстот дека се врши усогласување и со прекршочниот закон, односно метнување на правилник за сајбер безбедност. Во суштина ова е сосема разбирливо, бидејќи представува законска обврска да се усогласи статутот на регулаторната комисија со измените на законот, особено со тоа што го додаваме комуналниот отпад како нова надлежност, зголемена надлежност и соодветно на тоа треба да биде и промена и на името и нормално надлежностите на регулаторната комисија. Во ред тоа што се менува долгото име на регулаторната комисија, мојата дискусија повеќе беше во насока на тоа што останува краткото име на регулаторната комисија. Тука малце е решение, имаме такви ситуации, останува традиционалното ова познато име што го знаеме РКЕ, регулаторна комисија за енергетика, меѓутоа моето прашање и дилема дали не можеше, ако веќе сега тоа не се направи во блиска иднина, да се најде поквалитетно кратко име со кое или нема одредена дејност да биде фаворизирана или ќе бидат опишени сите дејности за да биде препознатливо и краткото име, вака на некој начин малце да бидам вака и малку поопуштено од дискусијата, како да бегаме од отпадот, како да не сакаме да го ставаме, иако и отпадот е сериозна тема, која мораме да ја третираме во државата, особено ако знаеме дека, особено овие регионалните депонии и така натаму организирањето на целокупниот однос кон отпадот, складирањето на истото е и текако битно прашање и од еколошки и од интерес на државата, поврзан со многу ЕУ правила, прописи, директиви, така да и ова е сериозна тема на која не смееме да вака бегло кажам преминеме. Се надевам дека ќе се најде покреативно кратко име за да се препознава регулаторната комисија во однос на трите надлежности, тоа е енергетика, водени услуги и комунален отпад. Морам да ви честитам уште не една работа, иако малце има некои контрадикторности, тоа е тоа што сте поработили на сајбер безбедноста, значи проблематика која знаеме е многу карактеристична за последниот временски период, особено таму што лошо поминавме со дојавите за бомби. Проблемот го решивме со игнор сајбер безбедност, едноставно Министерство за внатрешни работи оцени дека и владата дека тоа треба да се игнорира и резултатите се тие. Добро е што немаме несакани последици, меѓутоа сметам дека треба да поработиме малку повеќе како држава на ова сајбер безбедност, затоа што имавме проблеми и во фондот за пензиско, имавме упати на страната на влада, на Министерство за финансии, на Министерство за образование и многу други институции, каде што гледаме дека генерално отсуството на дигитализација, правилен развој на сервер, на ова инфраструктурата на хардверот, на серверите, отсуство на обучени и реални квалитетни екипи на инженери од IT секторот кои ќе управуваат со оваа сајбер безбедност, ни се и текако фалична проблематика во државата и имаме многу слабости. Добро е што реков како комисија го потенцирате ова прашање, затоа што ако сега направиме компарација со тоа што имаме традиционални проблеми со безбедноста на енергетскиот сектор, почнувајќи од
неплаќање на сметки, диви приклучоци, крадење на струја од енергетската дистрибутивна мрежа и така натаму се слабости кои и како треба да ги надминуваме. Меѓутоа, било на кое поле да се работи на безбедноста, па и на сајбер безбедноста е за почитување. Добро е што тоа се става во правилник и треба институциите соодветно да го третираат, да го работат, да го применуват и се надевам дека тоа ќе профункционира. Јасно е, ви треба добри сервери, ви треба добар софтвер и добри инженерски тимови кои сето тоа ќе го работат на дневна основа затоа што сајбер криминалот и сајбер безбедноста е и како потребно. Ова беа така некои дилеми што повеќе сакав вака послободно да ги искоментирам. Се надевам дека околу краткото име ќе се најде решение, а ова го поздравувам со сајбер безбедноста. Благодарам.